Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. Јавното предпријатие за државни патишта организираше уште една јавна расправа пред почетокот на работите за изградба на експресниот пат Штип-Кочани. При тоа пред заинтересираните институции и граѓани од регионот беа представени планираните површини, земјоделско и друго земјиште, за кое ќе се направи експропријација за потребите на патот. Подготвителните активности за изградба на експресниот патен правец Штип-Кочани се во завршна фаза, а пред да започнат работите на терен, неопходно е местното население да се запознае за точната локација каде ќе поминува новата сообраќајница. Токму одржувањето на јавна расправа е можност да се представат планираните површини земјоделско и друго земјиште за кое ќе се спроведе експропријација, беше речено на работната средба што се одржа во општина Штип. Со оглед што градежните работи ќе започнат во атарите на селата Три чешми, Чардаклија, Долни и Горни Подлоки и Крупиште, првата јавна расправа на оваа тема се одржа токму за жителите на овие населени места. Од проектантскиот тим на фирмата Чакар Партнерс од Скопје рекоа дека експресниот пат низ атарите на штипските села ќе биде во должина од 14,3 км, а делницата е наречена Клучка Ванчо Прке и е дел од државната патна мрежа А3. Со ширина на пат од 11,4 метри, тоа е пат сличен како овој што се гради моментално од Велес до Кадрифаково, значи со таа ширина. Јас би кажал ќе има подобри геометриски карактеристики поради тоа што во блиска иднина во иднина ова патна делница ќе прерасне и во автопатско решение. Значи денес накратко ќе презентираме околу, тоест многу мал дел ќе презентираме за техничките карактеристики на патот, повеќе ќе се разговара за експроприацијата и за сегнатите страни кои ги им се одзема имотот. Според проектантските пресметки, со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани ќе се одземат од 350 до 400 хектари, од кои 75% ќе бидат државно земјиште, а останатите се земјоделско земјиште во приватна сопственост. Решението за изместување на трасата од претходно планираната на постојниот пат ќе овозможи да се избегне поминувањето низ селата од регионот. Со тоа ќе се зголеми безбедноста за местното население, но и за возачите. Трасата е поместена нешто северозападно од постоечката траса на 2 до 3 км, се заобиколуваат овие населени места и доста поповолно. Значи во прв момент Чардаклија, а во втората делница што ќе се гради од Крупиште до Кочани, таму се заобиколуваат и Чешиново, Облешево, значи патот ќе гравитира во нивните атари, меѓутоа нема да поминува низ самите села. Должината на новиот пат ќе биде околу 28 км, а на делницата од Штип до Крупиште ќе има 10 патници и подпатници. На вториот дел од Крупиште до Кочани ќе има 3 мостовски конструкции и 10 патници и подпатници. Планирани се 4 клучки, од кои првата е кај технолошко-индустријската зона Три чешми, а последната пред Кочани, односно на местото на сегашната подлошка крстосница, што дополнително ќе биде реконструирана и прилагодена. Општина Виница ќе добие брана и мала хидроелектрана на Градечка река. Проект кој ќе биде долготрајно решение за водоснабдувањето на Виница и околните населени места, пред се на село Градец. Најден е сериозен инвеститор кој најавува крупна инвестиција од 3 милиони евра, со кој ќе се реализира овој потват. Идејата за изградба на брана и хидроелектрана на Градечка река е од 1992 година, но сега е најден сериозен инвеститор кој најавува крупна инвестиција од 3 милиони евра, со кој ќе се реализира потватот. Изградба на мини хидроелектрична централа на вишокот на вода на доводен цевовод за вода до филтер станицата на јавно предпријатие Солидарност, како и изградба на нов цевковод и мини акумулација на Градечка река. За наша среќа појави се инвеститор кој сака да инвестира во овој проект. Ни помалку, ни повеќе, околу 3 милиона евра е првичната пресметка дека ќе кошта овој проект. За да не се дава политички акцент на еден ваков значаен проект за општина Виница. Значи тука Симон ги наброја бенефитите што ќе ги има општината, а бенефит број еден е водоснабдувањето. Значи трајно го решаваме проблемот со водоснабдувањето на општината.
Општина Виница преку јавно-приватно партнерство ќе бара долготрajно решение за водоснабдувањето на градот и околните населени места, особено со Градец и Лески. Управниот одбор на јавното предпријатие донесе одлука за отпочнување на постапката за изградба на брана и мала хидроелектрана на Градечка река, а мнозинска подршка дадоа и советниците за реализација на овој капитален проект. Вториот бенефит ќе биде, се разбира, за земјоделието, за луѓето кои што имаат ниви по течењето на река Градечка. Што значи тоа? И во летниот период, кога најмногу ќе им треба водата на овие земјоделци за да си наводнуваат своите земјоделски површини, ќе има доволни количини на вода која што ќе може да се користи за наводнување и се разбира ќе бидат задоволни и тие и може да очекуваат зголемени приноси на своите земјоделски површини. Третиот бенефит е, се разбира, за јавното предпријатие Солидарност и за приватниот инвеститор. Ќе се изгради мала хидроелектрана во близина на филтер станицата кај местото викано Дива Топола, со што ќе се произведува електрична енергија и дел од, да кажем, од заработката, кој што ќе се врши преку хидроцентралата, ќе припадне секако и на јавното предпријатие Солидарност Виница, со што ќе можеме да си плаќаме сметките за струја кои што потрошиме за производството. Јавниот повик за избор на приватен партнер ќе се спроведе со отворена постапка на која ќе се избере најповолен понудувач. Рокот за изградба е 5 години, а време траењето на договорот треба да биде на 35 години. Нов рекламен леток за потенцијалите на рекреативниот центар Пониква издаде општина Кочани. Во него се представени сместувачките капацитети со потребните информации и услугите што тие ги нудат. Нов рекламен леток за промоција на планинскиот рекреативен центар Пониква издаде општина Кочани, а намерата е тој што подобро да им се представи на потенцијалните посетители и туристи од Македонија. Во брошурата е даден краток приказ за основните географски карактеристики на центарот. Представени се сместувачките капацитети од отворен тип, односно оние што функционираат како хотелски објекти, како и неколку приватни викенд куќи што собствениците ги нудат за изнајмување на посетителите. При тоа секој од капацитетите е представен со фотографија и краток опис на локацијата, бројот на посетителите што можат да престојуваат во него и основните податоци за контакт со собствениците. Новиот рекламен леток е испечатен на македонски јазик и е наменет за домашните туристи, но од општината велат дека во план е негово издавање и во англиска или двојазична верзија, заедно со македонската. Пропагандниот материјал веќе им е поделен на дел од собствениците на сместувачки капацитети на Пониква, како и во неколку туристички агенции во Кочани. При тоа од нив е побарано истиот да го распространат колку што е можно повеќе и во другите градови во државата. Освен планинскиот рекреативен центар, летокот ги представува и потенцијалите на другите локалитети во регионот, како што се Царев врв и браната Градче со истоимениот хотел. Инаку, новиот пропаганден материјал представува дополнување на сличен таков издаден пред неколку години, а од локалната самоуправа планираат летоците и брошурите да се обноват и за другите природни карактеристики на регионот. Промоцијата на новиот леток за Пониква беше повод во локалната самоуправа да се одржи и состанок со собствениците на објекти лоцирани во рекреативниот центар. На средбата беа разменети мислења и предлози како да се подобри нивото на услугите што се нудат за развој на туризмот. Издавањето на новиот промотивен материјал за Пониква беше повод градоначалникот Димитровски да организира средба со собствениците на објекти, што станува традиционална практика во последните неколку години. Намерата е да се слушнат нивните мислења, забелешки и предлози за можностите да се унапреди нивото на услугите во рекреативниот центар. Истовремено, првиот човек на општината побара помош од нив за заедничка промоција на можностите и ресурсите со кои располага Пониква, за да се привлечат што поголем број гости од земјата и странство. Повеќето од присутните на средбата искажаа задоволство од соработката со локалната самоуправа и од поддршката што ја добиваат. Но имаше и мислења како да се подобрат условите што им се нудат на посетителите и да се заштити постојната опрема. Се водиме како вила, општина Кочани нема донесено закон за издавање на вила, да плаќаме таа туристичка такса од човек колку е таму 30-40 денара. Гаража да се направи, таа инвестиција што е доста скапа, да се застане негде таму да не ја фаќа сонце, да не пука тоа тие црева на ратрак, на топови, ако може, ја имам забелешка малце тоа. Плаќам 2 данока.
Еден во Кочани, еден во Провиштив. Данок на имот, иако објектите не се наши, ама ние ги имаме земено под закуп, и фирма Рина, дупла. Сега се фрла смето, ѓубрето на паркиралишто. Тоа да земете подитно стварно да се среди. Или некој да се заградат со некој нешто се изнајде начин. Прво таму коњите ги обркат ово контењерите, додека дојдат овие да го соберат, тоа стварно многу лоша слика е. Представници од туристичките агенции од Кочани има и предлог како собствениците на објекти на Пониква да помогнат во подобрувањето на условите во рекреативниот центар. Сметам дека мора малце да се направи една динамика, тие готови проекти, пошто има финансска конструкција, да почне да се лобира преку фондови, кросбордер програмата со Бугарија, Европска унија има фондови, за да ви се решат тие проблеми. Значи, општината ви има изработено готови проекти со финансска конструкција. Според градоначалникот Димитровски, дадените предлози и мислења ќе бидат земени предвид, а општината веќе имала изработено студии за решавање на дел од инфраструктурните проблеми. Едното е изработка на браните на Арамиска чешма, другото е изработка на водоснабдување на целиот потек. Заедно го третираме и Кочани и Провишти. Значи, со посебна станица, со посебна разводна мрежа, со посебен приклучок на секој. Ова сега што се прави комплетно треба да се изврши. Третиот проект, кој што исто така е готов, најновиот, е фекалната канализација, која што од два дела составена, пошто е таква географската поставеност, не може да од една страна се носи на другата страна, со две пречистителни станици. Димитровски истакна дека дел од подобрувањето на условите за посетителите е изработениот проект за изградба на скијачка патека, што ќе биде продолжување на постојната патека број 3. Исто така, за новата патека се планира да се постави уште еден ски лифт, како и една жичарница со седишта од паркингот кај местноста Аеродром до манастирот Свети Василий. Вредноста на оваа инвестиција, според проектот, е околу 15 милиони евра, а општината се надева за неа да добие пари од европските фондови. За прв пат во Кочани се одбележа така наречениот Прешернов ден во чест на најистакнатиот словенички поет Франце Прешерн. Преку манифестацијата што се одржа во основното училиште Малина Попиванова, Словеничкиот центар од Скопје го одбележа културниот празник посветен на Прешерн. А пред присутните се обрати и заменик амбасадорот на Република Словенија во Република Македонија Мира Лесјак. Кочани за прв пат го одбележа така наречениот Прешернов ден. Со пригодна програма, основното училиште Малина Попиванова го одбележа денот во чест на најистакнатиот словенички поет Франце Прешерн. Со своји точки на манифестацијата се представи и Словеничкиот центар Скопје по повод одбележувањето на Словеничкиот културен празник Прешернов ден. Пред присутните зборуваше економската советничка на проамбасадата на Словенија во Македонија Мира Лесјак, заменик амбасадор на Република Словенија во Република Македонија. Danas smo tu zbog toga jer Денеска сме тука за да го одбележиме словеничкиот културен празник што во Словенија се празнува на 8 февруари, денот кога починал нашиот најистакнат поет Франце Прешерн. Годинава се одбележуваат 167 години од неговата смрт. Тој е поет кој што ја има напишано нашата словенска химна, која што е многу убава. sve najbolje. Во Словенија секој февруари е месец на културата со голем број културно-уметнички настани во чест на поетот Прешерн, кој починал на 8 февруари 1849 година. Со цел да ја доближи словеничката култура и до македонците што не живеат во Скопје, Словенички центар во соработка со основното училиште Малина Попиванова, заедно со амбасадата на Република Словенија во Република Македонија и подпомогнати од Бирото за словенците зад граница и по светот од Република Словенија, настанот го организираа и во Кочани. Словеничкиот центар Скопје делува на полето на зачување, развој и напредување на пријателството помеѓу Република Словенија и Република Македонија. Делуваме на полето на културата и сакаме да ги представиме сите оние културни, научни вредности, традиционални фолклорот, традицијата, обичаите од Словенија во Република Македонија. Да представиме пред македонскиот народ и пред сите граѓани на Република Македонија. Исто така сакаме сите оние македонски вредности да ги представиме и во Република Словенија.
Освен учениците од основното училиште Малина Попиванова, на настанот учествуваа и учениците од дополнителната настава по словенички јазик, која во Република Македонија се организира веќе 17 години од страна на Министерството за образование, наука и спорт на Словенија и Заводот за школство. Директорот на училиштето го истакна задоволството од соработката со Словеничкиот центар. Чест и задоволство е да се биде домаќин на еден ваков настан. Чест и задоволство е Словеничкиот центар од Скопје кој го избра општина Кочани и нашето училиште за да оваа нивна активност денес ја реализираме овде. Сме биле и сме добри домаќини како општини и како училиште и се надевам дека ова е само еден почеток на една долгогодишна соработка. Задоволството да се соработува со Словеничкиот центар и амбасадата на Република Словенија го истакна и градоначалникот Радко Димитровски, кој рече дека бенефитите во делот на културата ќе ги почувствува и општината Кочани. Пред присутните зборуваше и заменик претседателката на Словеничкиот центар Олга Равњак Станковиќ. Од членови на центарот беше прочитана поезија од Прешер на словенички и на македонски јазик, а во рамките на настанот беше представена поетската збирка Божилак на исконот од младиот поет Филип Димковски. Настапи и хорот на основното училиште Малина Попиванова. Инаку Словеничкиот центар Скопје минатата година прослави 5 годишно постоење, а во тие 5 години на различни начини преку литературата, музиката, филмот, спортот ја негува врската помеѓу овие две држави и луѓето што живеат во нив. Иако повторно е зголемен бројот, сепак помалку стивнува состојбата со грипот во Кочани. Само 13 нови случаи на заболени од грип за една недела бележи Кочанскиот центар за јавно здравје. Ако во претходниот период секоја недела имаше по околу 40 заболени, во последната недела состојбата е далеку помирна. Центарот за јавно здравје Кочани бележи само 13 нови случаи на заболени од грип, така што сега вкупната бројка изнесува 144. Допред една недела во Кочани имаше регистрирано 132 случаи на заболени од грип, што е бројка од нова година па наваму. Од заболените, најголем број се лица на возраст од 15 до 64 години. Мала е бројот на заболени деца од предшколска и школска возраст, информира доктор Натка Карамфилова, епидемиолог од Центарот за јавно здравје Кочани. Инаку, што се однесува за варичелата или овчата сипаница, од Центарот за јавно здравје чувствуваат потреба да истакнат дека иако навидом изгледа дека има заболени деца, сепак состојбата е мирна и заболени се само околу 10 деца. Од таа причина и тука место за паника нема. Што се однесува за другите заразни заболувања, само 20 лица се заболени од сите заразни болести што ги бележи Центарот за јавно здравје, така што состојбата и таму е стабилна. Следува информацијата од спортот. В недела на стадионот Никола Мантов ќе се одржи 10-тиот меморијален Драганица Куп за фудбалери во пионерска конкуренција. Ќе учествуваат 6 екипи од Македонија, а за најдобрите се обезбедени пехари и награди. Фудбалскиот клуб Осогово в недела ќе го организира меморијалниот турнир Драганица Куп, што годинава се одржува по 10-ти пат. Турнирот е во спомен на некогашниот првотимец на Кочанскиот клуб Драган Михајлов и ќе ги собере младите фудбалери од генерацијата 2003 година, кои ќе се борат за победничкиот пехар. Според информациите од организаторот, пријавено е учеството на 6 екипи: Маđари Солидарност и Македонија Ѓорче Петров од Скопје, Хоризонт од Турново, Јака Плачковица од Радовиш, како и фудбалскиот клуб Кочани и домакинот Осогово. Дрганица Купот ќе започне во 10 часот, а истовремено на двете половини од теренот ќе се играат по 2 надпревари по систем на елиминации. За победничката и второ и трето пласираната екипа предвидени се награди и признанија, а освен тоа традиционално ќе бидат прогласени најдобриот играч, најдобриот голман и најдобриот стрелец. Инаку во рамки на подготовките на фудбалскиот клуб Осогово се најавува одигрување на уште еден пријателски контролен надпревар. Управата на клубот веќе договорила в сабота гостување на кочанските фудбалери во Радовиш на средба со третолигашот Јака Плачковица.
Го следевте петочното издание на вестите на Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.